Добро вечер, почитувани гледачи. Ве поздравувам во уште едно издание на Менуваме животи. Последното издание некако го завршуваме со уште една инспиративна, убава животна приказна. Менуваме животи не би постоело, не би менувале животи вработените во СОС детско село доколку не постојат индивидуалните донатори, доколку не постоите сите вие кои што издвојувате месечно одредени средства кои што ги давате таму, но се разбира не е единствениот начин да припомогнете во сето она кое што го прават вработените во детско село само преку финансии, туку и времето кое што го давате на тие деца и сето она кое што вие секогаш сакате да го понудите за децата кои што растат без родители и родителска грижа. Токму во последното издание, последната епизода, имам индивидуален донатор на СОС детско село, тоа е Бисера Чадловска. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте прва жена диригентка во Република Македонија. Добро сте и познати на јавноста и многу ми е драго што малку повеќе ќе зборуваме за инспирацијата воопшто да донирате во детско село, како се запознавте со целата приказна која што тие имаат и се разбира вашата животна приказна. Ке ми биде задоволство да ја споделам со вас. Да, како што кажав и во најавата, детско село не би можело да менува животи, доколку не постојат индивидуални донатори. Па како воопшто дојдовте вие до приказната на детско село? Па сосема случајно јас шетајки се низ некој од нашите молови, не знам каде ми придоа вашите активисти и ми ја објаснија целата ситуација и на кој начин одат тие донации. И мене ми се виде тоа многу, прво прекрасен беше пристапот, а второ ми се виде како многу добро организиран тип на донација, бидејќи се работи за тие што не знаат, за еден тип на како да речам предплата. Да. Значи одлучувате која сума би сакале месечно од вашата сметка на тој и тој ден да оди на сметката на детско село. И искрено многу згодно ми се виде, бидејќи не мораш да мислиш дали си го заборавил денот, кој ден е да уплатиш да не знам што, тие ќе си повлечат и супер се си функционира. Но и мој многу добар другар е вашиот председател на управен одбор Александар Трајковски. Да. Тој така. Ние, значи 30 и кусур години сме, ние многу сме блиски, другари. Да. И го прашав и него за тоа и тој ми рече обавезно да донираш, да не си пропуштила и јас веднаш се претплатив и станав ваш донатор. Веќе не знам неколку години, 3-4, можеби повеќе. Да, во име на сите деца од СОС детско село наистина се заблагодарувам и вам и на сите кои што донираат и кои што издвојуваат колку и да е, нели колкава и да е сумата, верувам дека чувството кога ќе издвоите од нешто ваше многу големо, многу убаво се чувствувате и вие и децата кога ќе пораснат сваќаат што се случуваат во овој момент, верувам дека не сваќаат многу како функционира целиот систем, но еве јас како некој кој што пораснал таму, навистина секогаш сум благодарна за сите кои што издвоиле време да дојдат да не посетат, да видат што е детско село, како живееме, како сме живееле, да посетат една од семејните куќи и сето она кое што се прави таму, да издвојат буквално од сопственото, мислам дека е тоа непроценливо. Апсолутно се служувам и големо задоволство е да се помогне на овој начин. Мислам тоа секој може да одбере колку може да помогне, се разбира во рамките на своите можности, но еве доволно е да знаеш дека на некое дете, да речеме, за тој месец си му пружил можеби тетрадки за училиште или средства за хигиена. Основна работа дека барем едно дете од вас има некаков бенефит, некому сте помогнали. Да, јас бидејќи доаѓам на некој начин или од СОС детско село и имам чувство дека сме навистина хуман народ и дека македонците сакаат многу да помагаат и сме сплотени во тој поглед, но кој е вашето чувство? Па да, од една страна сме, навистина сакаме, знаеме да помогнеме кога нешто ќе не допре. Да. И така треба да биде. Всушност, треба да сме свесни дека не сите ги имаат нашите среќни, да речеме, околности во кои што сме се родиле. Да. Или секој е дојден во таа ситуација на сакајки. Можеби не по свој избор. Ние што сме го имале тој подобар животен избор од околностите, треба да им помогнеме на другите кои што имаат понесреќен избор во животот, за жал, и да им се овозможи да дојдат до нашите можности кои што и ние ги имаме денес.
Да, многу кажано. Кога станува збор за хуманоста, често размислувам низ каков живот поминуваат луѓето кои што донираат, кои што сакаат да помогнат генерално за без разлика дали е тоа во детско село или станува збор за некоја здравствена состојба на одреден човек кој што собира средства. Секогаш јас така мислам, но еве ќе ми кажете и вие каква е вашата животна приказна и што најмногу вам ве поттикнува да помагате? Па сега јас ќе бидам искрена, не би сакала да измислувам работи, ќе кажам наискрено како јас сум од сосема спротивната страна. Јас сум имала многу среќен живот со доста поволности, сум растала со двајца родители, не сум имала проблеми од тој тип и сега тоа не е нешто заради кое што човек треба да се извинува, се разбира. Секако. Но самото тоа ми наложило дека треба да помогнам понатаму, така ме воспитале дома и едноставно сакам да помагам. Посебно кога се работи за деца. Децата ми се слабост, како и на секоја мајка, дали е твое дете или е туѓо дете, дете е. Не можеш да не му помогнеш. Јас се трудам колку можам навистина. Мене ме инспирираат секакви приказни, например и бездомни животни. Да. Или не знам, ќе видам некое маче некаде нешто. Имаме ќе вклучам, ќе донирам. Јас сум слаба на мачи. Да, маче имам и јас, и куче, се едно. Едноставно тоа ми е нешто кое сакам да го правам. Да. Малку повеќе да зборуваме за вашата животна приказна. Еве јас ќе начнам, бидејќи вие не ја споменавте. Живеете со вашата ќерка. Вие сте разведена, сега сте во речиси нов брак. Јас пред малку ве честитав, но кажавте дека сте се фотографирале само со венчаници и дека сте рекламирале нешто. Да. Но знам дека сте во среќна врска, тоа е најважното кој што треба да се спомена. Но имате одличен однос со претходниот партнер, односно таткото на вашата ќерка, и тука има многу што да се зборува. Значи ќерката денес има 17 години и нешто што мене ме беше фасцинантно и кога го договаравме овој разговор, нешто што навистина треба да е природно и нормално, и дури и јас изненадив. Ми споменавте дека имате обврски со вашата ќерка, но доколку не стигнете, татко и ќе ја земе. И мене тоа ми беше, велам, добро, одлично, некако сме навикнати дека родителите кои што се разведени не функционираат најдобро, можеби се го користат детето честопати, не се во најдобри односи и секогаш сакам да се споделат вакви искуства. Значи вака, кога е детето во прашање, тоа не смее да постои. Такви несогласувања. Вие можете да се сакате некете со некого, не знам колку, меѓутоа, кога се работи за детето, тоа е на прво место и се друго не постои. Јас имам среќа дека во овој случај многу добро се разбираме, каков е нашиот меѓусебен однос, тоа е тотално небитно кога се работи за нејзе. За детето, да. Кога јас не можам да стигнам, редовно оди татко и да си ја земе, таа оди кај него кога сака и колку сака, ние немаме некаков договор. Немате одредени денови, не знам, среда и недела. Не, нити па сме го правеле тоа, нити сме одредувале саатница од толку до толку е кај тебе, па е кај мене. Значи, кога сака оди кај него, кога сака доаѓа дома, вратите и се отворени, има два дома да речеме. Поминува толку време со татко и скоро колку што поминува и со мене, бидејќи еве да речеме од практични причини повеќе кај мене таму живе, таму спие, таму нели се. Меѓутоа знае тоа и кај татко и да го прави и сигурно има улога и училиштето, и друштвото, и средината во која што првично растела, нели? Близината на училиштето се разбира, врските до пред 2 години беше во основно училиште, сега е во средно, па некогаш е позгодно од кај татко и да оди на училиште, па ќе преспие таму, па ќе фати автобус ќе отиде. Се договараме за работите кои треба да се направат за нејзе. Да не зборувам дека и трошоците ги делиме, се разбира, што е многу важно затоа што би требало да е нормално. Би требало да е нормално затоа што се повеќе слушам приказни од типот сум се сретнал со неколку пријателки, иако ми е доделена алиментација, тој не ми ја плаќа затоа што му купил на детето патики. Мислам, тоа јас такво нешто не можам да примам во мојата глава, како тоа он му купил патики, па сега не плакал алиментација или нешто. Да, има разноразни ситуации. Има разни секакви, значи тоа е просто речемо терање инат преку детето. Тоа не смее да се случува.
Да. Верувам дека сте поминале заедно со ќерката разни животни процеси, но како на едно дете нормално или правилно му се објаснува дека неговите родители повеќе нема да бидат заедно или нема да живеат заедно? Па конкретно во мојот случај, прво се објаснивме дека ако двајца луѓе едноставно не се веќе среќни во една заедница, дека не треба со сила да бидат заедно. И тоа е во ред, затоа што и тоа се случува и на еден начин треба и да му се објасни на детето дека доколку и тоа утре дојде во такава ситуација, не треба да трпи по секоја цена. Затоа што животот е еден и треба да сме среќни. Не можеме да бидеме со некој што едноставно не е за нас. Од друга страна, таа е доста природно, емотивно, интелигентна и сама ги согледуваше работите. Се што ќе прашаше, се разбира, ние ќе ја одговоревме. Да. Сигурно доста прашања се појавувале. Па, на периоди да, на периоди не, таа е таков тип, сака сама да си процесира, да си дојде до заклучок. И јас и татко и бевме многу отворени на таа тема. Се што ќе се поставаше како прашање, го одговаравме така како што е. Со тоа што секогаш се внимава на детето да не му се зборува против другиот родител. Затоа што нешто што денес за жал е честа појава. Дали ти си се скарал со него, не си се скарал, кои се неговите мани, кои се моите, сите имаме мани, никој од нас не е идеален, совршен ангел. Да. Не треба тоа да му се зборува на детето. Детето си има родители и треба да му се посветат и да ги сака исто едниот како и другиот. Да, многу убаво кажано. Сега ми доаѓа една друга ситуација вака во главата, бидејќи вие сте навистина многу успешна жена и доста јавно и гласно се зборува низ годините за вашата професија. Во моментот на развод, дали сте го почувствувале тоа како неуспех, можеби? Апсолутно да. Да? Да, сметав дека тоа е мојот најголем животен неуспех. Зошто не можам и да го зачувам семејството? Ете, не успеав во тоа и тоа навистина го сметав како неуспех. Како го поминавте тоа? Со работа. Јас се во животот поминувам со работа. Браво. Едноставно ќе влезам во тој процес во театарот, во операта кај нас. Да. И доволно е тоа што ќе се исклучиш на тие неколку 3-4-5 часа, ќе се посветиш на музиката, на уметноста, на нешто креативно, на детето ќе си се посветиш, ќе направиш нешто за себе. Тоа се работи кои мора да се пребродат. Не се лесни, не се убави, меѓутоа треба да знаеме да ги пребродиме. Да. Јас исто така слушам и за многу луѓе кои што завршуваат и на лекарства од стрес, од не знам што. Јас тоа не сум поборник на тоа. Сметам дека треба да најде човек сам сила да се избори, дека се случува во животот. Да. И дека според мене се, освен една работа која што нема сега да ја спомнам, може да се преброди. Добро е да се консултирате со стручно лице ако имате потреба. Тоа сега ми беше следно, да. Зошто да не тоа? Тие за тоа постојат. Одамна не е табу тема тоа. Не, и фала Богу што ги има тие луѓе да ни олеснат во животот. И тоа е многу нормално за секогаш на запад одамна е нормално, а кај нас тоа беше као одиш на треба време да стигне кај нас. Се што е некаде нормално, да. Кој беше покрај вас во тие тешки моменти? Родителите, мајката на мојот бивши сопруг исто така. Беше подршка, браво. Да, и на двајцата. Сигурно правела баланс. Многу голем, таа е една исклучително интелигентна жена со која што јас себе секојдневно да речеме сум исто така во комуникација со бабата на мојата се разбира, таа е баба точно на. Да, и со која сум во прекрасни односи и многу ја сакам. Тоа е тоа. Да, значи навистина семејството и сите луѓе кои што се дел од вашето секојдневие може да ви ја излечат секоја болка ако ги изберете вистинските луѓе, бидејќи не секогаш сме обкружени со некој што можеби не мисли добро или знае да даде вистински совет. Некој пат треба само некој да не се слуша, ама навистина. Така е, некој луѓето знаат и да подбуцнуваат со сила, знаете. Ние сме еден доста серџиски народ. Апсолутно се согласувам. Да, па ние во средината во која што работиме, јас работам нели во опера и балет, мојот бивш сопруг исто така.
И сега тоа знаете како се шират муавети, па ходниците таму се знаат. Да. Секој гледа за некој друг. А истото го поминува и тој, ама поинтересно му е твоето. Ние сме едноставно таков народ, ама некако после, волку години, на овие години веќе не се ни осврнувам на тоа. Доста време поминало од разводот? Па некој 7-8 години може. Да. Не знам. Па добро. Да. Значи некаде 10 години имала керката, баш. Така нешто. Години во кои што најмногу прашуваат, можеби. Не знам, јас од искуство ме претпоставувам. Да, тогаш се интересираат за се. Добро, можеме да споменеме, освен нели поддршката која што сте имале најмногу во тој период, кој совет можеби најмногу ви останал во глава? И денеска можеби го применувате или вие го кажувате гласно на вашата керка? Дека се поминува. Јас мајка ми еднаш ми даде еден совет кој што воопшто не беше поврзан со оваа ситуација. Немаше врска, меѓутоа тоа ми е останато така во глава за се ми е и мене исто. И јарно и лошо се поминува така некако. Имав една представа, беше се сеќавам Тоска, која што е за мене најтешката представа и значи тоа ми е кога ќе дојде Тоска да се диригира, мене така завеса ми паѓа пред очи, добро, не е битно. И имавме некои стресови, некои откажа, некои се разболе, нешто беше некој хаос, паѓа пејачи на представа, не знам. Ја бев под таков стрес, не знав како ќе ја преживеам представата. А мајка ми живее под мене. И на излегување поминав само така да мафнам дека ќе одам на работа и ме гледа така да млосана. Шо е работава, викам не Тоска вечер, хаос, овој болен, овој дошол нов, трет пејач, не знам што, проби немавме, вамте тамте. И она ми вика, ама знаеш што, во 8 ќе почнем, во 11 ќе заврши. Има почеток и крај. Што сакаш да правиш? До 11 завршува представата. Така да и да се нервираш и да не се нервираш исто така. Исто си се фаќа, ќе зборат 3 дена и ќе помина и после ќе дојде новото за зборење. Никој нема да умре. Не сте доктори, не оперирате, не знам што и тоа е тоа. И вака си викам. Не, стварно. Стварно, да. И се ќе помине. Да, баш во моментот не ти изгледа така, мислиш дека нема крај и дека е крај на светот и после ќе помине и си викаш зашто сум се нервирал. Секој пат така, ама мора да поминеме низ некои животни фази, да научиме некои лекции, да пораснеме, да созриеме и мислам дека тоа цел живот ќе се случува. Така, да. Без разлика на годините, ама убав совет дефинитивно. Јас постојано знам да си кажам јарно и лошо поминува, бидејќи се си има некако рок на трајање колку и да се стресираме и плашиме во моментот. Тоа е течение, се врти тркалото и мора да помине. Да, баш така. Сега сакам малку да се навратиме на воспитувањето на едно дете во 21 век. Колкав предизвик е навистина тоа и колку ви отежнува во оваа нова дигитална ера? Јас не сум некој поборник на дигиталниве трендови, многу голем, морам да кажам. Мојот сегашен партнер знае да ме закача за таа работа, затоа што е тој програмер и тој пат тој па ептене во тоа. Да. Ама знаете како колку се толку и не се, ако ги искористите правилно може да бидат добар бенефит за мислам во секој случај не можете детето да го оттргнете од тоа затоа што времето е такво и ќе биде само тоа исклучок од сите и нема да може да се пронеде во средината. Предизвикот треба да го хендлаат родителите. Да. Тие се тие. Бидејќи на децата им е денес се достапно, премногу информации можат да добијат за буквално една минута со неколку само кликови на социјалните мрежи и после тоа останува родителот да објасни или да види детето што всушност гледа. Ама достапно им е толку колку што вие ќе им овозможите на почеток. Едно е дете на 5, 16, 17 години, друго е дете на 2-3 години да му е достапно. А гледам дека е се подостапно станато. Не можете сега вие да седнете во ресторан и да чекате да уживате и на детето да му оставите телефон и да прави што сака. Па тоа доста чисто се случува. Мислам дека сме сведоци на тоа. Да. Значи, ваша работа е да се грижите за тоа дете, не може телефонот да ви го гледа детето. Нели? Како занимација, да. Јас си викам, добро, дали бев јас будала, ако некаде требаше да отидеме, да го шетам детево во рака цело време за да се занимава да гледа слики ваму таму, не знам, затоа што не седеше мирна во количка, беше казна да ја ставиш.
Ама не и давав телефон да гледа во телефонот цел ден. Да. Мора баланс да се Мора направи. баланс, значи морате други интереси прво некакви да му створите на детето, па после да му го дадете телефонот. Да. Мислам најлесно е тоа, инаку седни го и Дефинитивно нема проблем, е најлесно. тогаш нема потреба од тебе, роди го детето и остави го со телефон да ти го чува. Ама дали е тоа родителство? Апсолутно не. Да, се согласуваме. Какви интереси има вашата ќерка денес на 17 години? Мојата ќерка е многу уметнички настроена, учи во средното уметничко Сосема логично. училиште, да. Не е музичар, не е балерина. Сама си ја одбра таа професија, учи на одделот по дизајн на облека и текстил. Браво. И многу добро ја оди, што сум многу среќна, бидејќи јас не се мешав во нејзиниот избор. Исто како што моите родители не се мешаа во мојот, кој што да речеме беше доста необичен. Поготово за прва жена диригент. Само ми рекоа, ние не знаеме ништо за тоа. Можеме да бидеме логистичка поддршка и се што ќе побараш, ама не прашувај за помош професионална. Јас исто така не знам навистина ништо или не знам многу за таа работа која што она одбрала да ја работи, меѓутоа исто така сум Учите со неа заедно. Не учам, воопшто, не. Се сама прави и нема потреба да учам со неа, зашто особено ме радува, затоа што си ја знае, одговорна си ја знае работата, еве заврши школската година одлично, без никакви маки. Го сака тоа навистина. Да, го сака, меѓутоа се тоа некои работи кои на детето мора да му ги всадиш од мало. Не во смисла учењето, дали ќе учи сега, ако не сака да учи нешто, како не знам, математика, но нема да научи. Нема начин да се научи да учи. Ама одговорноста. Да. Кон тоа што го одбрал. Да. Дека мора да научи, дека мора, меѓутоа тоа се дава и како пример од дома. Детето што гледа, тоа и ќе го прави понатаму. Значи од таа гледала и од мене и од татко и професионален однос кон работата. Значи ние сме и двајцата многу одговорни кон нашата работа. И ние сега не е на прво место пред детето, секако се разбира, но не е на многу високо место, да. Апсолутно. Како му доаѓа место. Да, често велиме дека децата се огледало на своите родители и навистина оно што се случува дома и што го гледаат дома го, нели, манифестираат надвор. Секаде каде што, дали во училиште, дали во школски активности и сето на кое што го прават, и драго ми е што ги попримила убавите работи од цел ваш живот досега. Да, па јас сметам дека е така. Тоа го гледам, ако има нешто за корекција, секако дека влетувам со сугестии, знам да ја искарам, се разбира. Нормално. Мислам. Сигурно сте авторитет. Ама знам да кажам ако има нешто секако сега, нели? Да, баш и тоа ми беше следното прашање, кои се еве најголемите животни предизвици со 17 годишна девојка дома? Па јас за среќа не сме во таа фаза се уште, можеби нема да бидеме знаејќи го карактерот на, не знам, излегување до 3 сабајле. Или нема каде во Скопје. Нема каде. Ама има деца одат, не знам, се собираат во парк, не знам. Па добро во парк. Нешто прават. Не е интересно тоа. Да, такви некои не знам, алкохол, да, пороци, цигари. Нема тоа сега за сега. Немаме за сега желба и јас сум многу среќна што е во тој аспект на мене. Јас, да, например, цигара никош не запалив во животот. Не знам да ја држам во рака. Алкохол после 40 години умерено нешто од некоја чашка ако се напијам. Некогаш на некоја забава за некој повод. Нешто така. Немаме такви проблеми, предизвици, сакам тоа да го облечам, не ќе ова да го облечам, тоа се некои работи што се ако тоа ви се најстрашните работи, секој тинејџер, не можам да стигнам, нема автобус да однесиме, такви работи сега најнормално. Не ми се оди со тебе на одмор, досадно ми е. Аха, сега со кого ќе оди на одмор? Па со мене. Се уште е малолетна, така што нема што да забори. А и се држам и до тоа, значи малолетна и во 12 да е дома. Да е дома, да. Да. Тука не попуштам, ама другарките ги пуштаат до 1. Другарките дома. Јас кај мене тука во 12 дома. Да. Споминавте одмор, за каде се подготвувате? Па ќе скокнеме малку до Грција на кратко. Инаку сме во Галичник често летно време, бидејќи имаме една малецка куќа таму, и сега ја реновиравме, бидејќи веќе беше
дојде на за реновирање и сега е таму толку многу убаво. Мирно. Да, јас жештиниве во Скопје не можам да ги поднесам од никогаш и ќе си седиме таму секогаш кога тука нема да ни се седи. Ето, Приморана е да биде со вас. Сега не мора, не, ако сака, шегувам. јас ќе си закачам горе, таа може да се седи тука, нема Да. проблем, татко е тука, бабите се тука, јас сум на 1 саат од Скопје. Да. Па се снаоѓаме, мислам не е нешто, не бара некоја ако знае каква логистика, тоа е тоа. Имате убав мирен живот, така ќе кажам, барем така мене ми звучи, не знам гледачите какво чувство има. Па да речеме, еве, Од овој разговор, ама да, се разбирате убаво. Не би сакала да се жалам затоа што знаејќи што се постои на мојот Така е. живот навистина е мирен. Нека остане така. Да, моите предизвици се нешто што може да се исхендла многу лесно. Не дека ги нема, ето. Вчера ви откажав ради една работа, морав да одам навистина. Животни ситуации, околности се случува апсолутно, да. Меѓутоа се тоа нормални работи. Убаво се текот носите на со се животот. што се случува во животот. Некако на крајот на овој разговор сакам да ве прашам како ја учите вашата ќерка за хуманост и кога можеби ќе ја однесете во детско село? Можам да го направам тоа многу скоро и баш би ја однела и мислам А точно и вие да видите каде донирате. Да, и мислам дека и Незе ќе ја интересира да го Да. види тоа. Ја учам за хуманост и ја учам секогаш дека треба да помага и дека има деца кои што живеат во различни семејства од нашето. Да. На крајот на криштото и нашето семејство не е типично семејство. Е така и Да. семејствата во детско село, секој си има нели свој, одамна го поминавме тоа време кога децата растат мајка, татко, две деца и по редослед машкото па женското. Аха, Значи и тоа имаше порано. Така да и објаснувам дека има секакви ситуации и дека секогаш мора да им помогне на луѓето во било каква ситуација во рамките на незините можности. Можности, така, се апсолутно. разбира. Можеби времето е најскапиот ресурс кој што можеме да го дадеме, како што зборувавме претходно, никогаш е доволно само да се слушаме некој кој што има Така мака, е. не станува збор само за пари дека треба Да. да се уплатат на некоја сметка. Така е, да. Зборува за цело она чувство на одговорност што некој пат треба да го имаме околу се, Да за му се се околу јавиш нас. да го прашаш како е, јас тоа Да. го научив од татко ми беше таков човек, тој целото семејство пошироко го држеше на линија. Ќе се јавам кај тој, ќе се јавам кај оној, овој бил болен, тој бил и јави му се, кажи му добар ден, арен ли си денеска? Се напили баш апче, ете, најпростото. Да, точно. Тие работи да покажеме треба дека се, сме тука. Да, треба да се одржат во семејството, посебно па во овие времиња кога луѓето многу се оддалечија. И Да. веќе тешко комуницираат. Се отугивме, се согласувам. отугивме и треба да си ги цениме пријателите кои што ни се вистински и да им Да. помогнеме на другите кои што ете немале толку среќа во животот како и што имаме ние. Да, Бисера, благодарам многу за овој убав разговор. Верувам дека им беше пријатно и на гледачите да го слушнат сето на кое што имавме да го пренесеме. Посакувам убаво да поминете во ИСОС детско село. Уште еднаш се заблагодарувам за тоа што сте индивидуален донатор и мислам дека убаво некако го кронисавме со вашиот разговор овој подкаст. Благодарам што ме поканивте и ми беше многу големо задоволство. Вам почитувани, ве поздравувам, благодарам што ги проследивте сите наши 6 подкаст епизоди. Сите кои што сте пропуштиле некоја од нив можете да ја погледнете на YouTube каналот на Канал 5 телевизија, а ние се гледаме повторно во некој друг формат.